Министри, имавте средба горе со вработените од Филхармонија по повод изборот на нов директор на оваа установа. Што се договори на средбата? Добро, јас им благодарам што ја прифатија поканата веднаш да дојдат кај мене во кабинетот. Жалам што мораше ова да биде на ваков начин. Прво да се направи протест, па да се разговара. Ова можевме истото што го кажав денес, можев да го кажам и пред еден месец, пред неколку месеци, или можев да го кажам во периодот кога се распиша конкурсот. Она што јас го правам во овој момент, а го кажав, го пишав ми преку Министерство за култура и до медиумите, дека не би сакал да коментирам нешто што е во процес. А во тој момент беше во процес конкурсот за избор на директор на Филхармонија, како што имаме и на други 78 институции кои што ќе следуваат во периодот. Нивното барање беше овој конкурс да биде законски. Се разбира дека конкурсот иде законски. Денеска е избрана и на 17.2 заврши конкурсот, денеска е избрана комисијата. Сега бев информиран дека се пристигнати 5 апликации. Има 5 кандидати за директор. Комисијата ќе работи во наредниве денови и ќе ми достави извештај од пристигнатите кандидатури. Директор ќе биде оној кој што ги исполнува сите услови кои што постојат во закон. И затоа не би сакал да се лицитира ниту со имиња, ниту да се лицитира со тоа однапред да се сугерира дека ќе биде незаконски конкурсот. Јас незаконски не работам. До сега сум назначил повеќе од половина од директорите на област преку Министерство за култура и секој избор бил на директор бил законски. Така тоа ќе го правам и во иднина. И не би сакал да се лицитира ниту со имиња, ниту дали е законски или не. И втората работа, мислам дека, затоа што јас денеска разговарав со синдикатот, мислам дека ова не е синдикално прашање, бидејќи сите услови кои што постојат во Филхармонија се исполнети. И одлична програма, имаат одлична зграда, има одлични плати, се што се случува околу Филхармонија се е во најдобри услови. Ве уверувам дека така ќе биде и со изборот на директор. Имиња во делот на културата не може да се лицитираат, затоа што во културата се бира според конкурс. Имаше реакции дека бил политички договор помеѓу ВМР-ДПМН и Вреди, едно име се реферуваше, веројатно прочитавте. Многу ми е жал што излезе името на Мустафа и Мери на таков начин, но пак ќе кажам дека постои конкурс и дека ќе биде избран тој што ги исполнува сите услови законски. Дали и Мери отпицира во конкурс? Немам видено до денеска, само ја добив информацијата, ви велам дека денес се формираше комисијата, не бев ни сигурен колку кандидати има, ми рекоа дека е 5, веднаш после изјава ќе проверам колку точно кандидати, но би сакал прво комисијата да ги провери сите кандидатури и да ми даде извештај дали ги исполнуваат условите, а потоа ако ги исполнуваат условите, дали некој заслужува да биде избран или не.